Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Од Дорстер, во јужниот дел на Велика Британија, преку Италија и Албанија, тројца пожарникари од операцијата Флоријан влегоа во државата со 3 противпожарни возила, со комплетна опрема за спасување и гаснење пожар. Во Свети Николе им беше крајната станица, каде изминатите денови се вршеше обука со колегите пожарникари. Тројцата британски пожарникари денеска го предадоа возилото на професионалните пожарникари од единицата во Свети Николе, што ќе биде второ возило што Свети Николе го добива од невладината организација Операција Флоријан. Командирот на противпожарната станица во Дорсет, Рој Балкрој, кој 40 години е професионален пожарникар, предавајќи ги клучевите на возилото, рече дека е интересно што првичната соработка со македонските пожарникари всушност почна од Свети Николе со првата донација на возило на доброволното противпожарно друштво, кое се уште е функционално. Значи целиот проект започна во 2007 година овде во Свети Николе, каде што првиот контакт беше доброволното противпожарно друштво во Свети Николе. Првата донација беше во 2007 и еве не сега во 2021. Сите, како што кажа, целата опрема е се уште во употреба и сите возила се во употреба. Возилото е старо 20 години и било употребувано од противпожарната станица во Дорсет. Опремено е комплетно со опрема за спасување и гаснење пожари, што вклучува светла, скали, противпожарна опрема и се друго што е неопходно за справување со катастрофи. Командирот на Светиниколската противпожарна територијална единица, Александар Лазев, вели дека за нив е значајно покрај неколкудневната обука од британските колеги, што добиле и комплетна лична опрема. Од премата добивме многу, значи ова опрема што поседува ова возило е комбинирана опрема што може да служи за сообраќајки, за пожари. Исто така ова возило е брзо возило, брзо се стигнува на пожарот. И исто така да нагласам сакам дека ни донира и опрема за нас пожарникарите за гаснење на пожар, многу опрема и многу сме благодарни на нив и на сите што се вклучени во проектот. Светиниколската противпожарна територијална единица брои 16 пожарникари и 4 постари возила, од кои едното не е во употреба. Изминатиот период имале еден поголем пожар кај Богословец, но често се повикувани на помош при сообраќајки на автопатот Штип Миладиновци. Моментално се без простории и привремено се сместени во објектот на Југотон во стечај. Противпожарниот дом беше урнат до темел и таму требаше да се гради нов, преку грант од Американската амбасада. Според најавите требаше да биде готов овој месец. Градоначалникот Дејан Владев рече дека проблем е што веќе неколку месеци се застанати работите, зашто веќе почнале преговори со изведувачот, со цел да се види каде е застојот. Во меѓувреме се бара простор за возилата, кои дел треба да бидат подготвени за интервенција и во зимскиот период да се полни со вода. До денес еве покажувањата од пожарникарите кои што работат таму, веќе 4 месеца нема никаква изведба. И затоа сме приморани, еве во овој период, го користиме просторот на АД Југотутун во Стечек, каде што се сместени противпожарните возила и пожарникарите, но сега за наредниот период, пошто во зимските услови на минусни температури мора да има 2-3 возила кои што ќе бидат полни со вода и таа вода не смее да замразни. Затоа преговараме со соседниот објект за да можеме да ги сместиме овие возила во хангари кои што се затворени со врати и нормално за да има некакво затоплување, за да не дај Боже, па и во зимскиот период ако излезе некој пожар да бидеме спремни во секое време. Пожарникарите и општината се благодарни на донацијата на Операција Флоријан, чии членови донесоа возила и во Новаци и Македонска каменица. Операцијата Флоријан е непрофитно друштво, кое со години ги обезбедува македонските пожарникари со возила, опрема и ги обучува. До сега има донирано 27 возила и како што вели командирот Барклој, сите се во функција. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.